Ја ќе бидам умна. Да, нема да досега. Добар ден, пријатели, добре дојдовте у 52 епизода. Имаше едно видео кое што го постирав изминативе денови во врска со одговорноста на родителите и многу бев досаден и гласен во тој дел, пошто знам колку е важно и знам колку е важно тоа и како ќе ги креира навиките на генерациите кои што во иднина треба да бидат статистичкиот податок на ниво на Македонија и на глобално ниво во врска со здравје, болести, изглед, покачена килажа и така натаму, дијабети и слично, бидејќи разговарав и со таа група на луѓе дека воопшто не сме наивни да размислуваме како ни е пишано, така ќе биде, туку дефинитивно како јас си пишувам, така ќе биде, и како се хранам и колку можеби сум пасивен, активен и кои изговори си ги давам, ќе резултира со тоа како ќе изгледам во иднина и како ќе се чувствувам. Она што денеска сакам да позборувам исто така една многу важна тема и важен сегмент кога се работи во не само во овој дел од животот што значи active healthy lifestyle, туку принцип овој сегмент и оваа тема која што се вика поставување на цели е важна во било која област од животот. И она што многу од луѓето со кои што јас комуницирам секојдневно и дел од клиентите кои што ни ја даваат довербата и можеби бараат помош од нас за да почнат некаква промена и да им бидеме водилка, имаат голем проблем со поставувањето на целите. Односно, секој знае да постави цели, но прашање е дали таа е погрешно поставена и како е поставена, затоа што многу луѓе конкретно доаѓаат и ни се обраќаат од типот слушај, во мај имам свадба, цел ми е да намалам толку и толку, или ова ќе се случува и тоа ќе се случува, имам ваков настан и таков настан, и матурска и било што, имам таква цел. И знаете што е проблемот? Не е проблемот што вие супер е што сте поставиле цели, сакате промена и сакате да се мрднете од мртва точка, но проблемот се јавува кога ќе ја постигнете целта. Од типот, вие имате свадба во мај, да речеме, и поставувате цел да намалите толку и толку килограми, сте максимално дисциплинирани, се држите по планот, вежбате, давате секој атом од вашето тело енергија да ја постигнете таа цел. И што се случува? Доаѓа мај, се случува свадбата и после свадбата се дешава проблем, се хаварисуваат многу од луѓето. Свадба го дадов како пример, но тука сигурно ќе се пронајдете и многу други луѓе и проблемот е во тоа што никој од нас можеби не поставува цел да ја ги променам еднаш за секогаш навиките и поинаку да живеам, а сакале ви или нејкеле како резултат на тој поинаков живот ќе се случат и поинакви резултати. И тука лежи проблемот. И ако имате можеби мака да поставувате цели од типот сакам толку и толку во бројка за толку време, кој што, да речеме, и мене тоа не ми е баш најомилен дел, да поставувам цели кои што се поврзани со конкретен датум и со конкретна бројка на мерлив резултат. Јас, да речеме, сум повеќе тип кој што може да постави цел во процесно ориентирана цел. Од типот денеска ќе направам 50 склекови, денеска ќе внесам толку калории, денеска ќе имам 6 оброци и не знам, и ќе јадам тоа и тоа. Ме разбирате? Значи, дневни дисциплини кои што го креираат процесот, кој што го креира крајниот резултат. И секој од вас треба да знае која можеби му е појака страна, какви цели можеби му е подобро да поставува и повторно да не ги поставува погрешните цели, бидејќи тоа на долг рок разочарува и тоа на долг рок ја раскопува самодовербата, пошто вие ако поставите цел и направите некаков резултат и потоа си го растурите резултатот, самодовербата многу се руши и е многу потешко да почнете од почеток. Пошто секој почеток е тежок и уште потешко го прави тргни застани моментот. Земете, одете до Скопје, од било кој град да тргнете и ако треба 15 пати да застанете, ќе на крај веќе на 10-тиот ќе повратите. Од што ви е дојдено преку глава, истото и со овој процес. Затоа размислете малку во овој дел како ги поставувате целите и пак ќе речам, и давајте ни интеракција, давајте ни идеи. Ова повторно е идеја од наш близок пријател
И фала ви што сте така креативни, што не мотивирате да бидеме и ние креативни, да зборуваме за тие теми. Се гледаме во следна епизода 53-та, до тогаш останете со квалитетни навики и убав ден. Чао, чао!